Без минато нема иднина. Историјата не ја учиме само за да го дознаеме минатото, туку за тоа како да се однесуваме во иднината. НОП е темелот на нашата држава кој што треба достојно да се почитува. Ова беше главната порака која денеска во Прилеп беше упатена по повод одбележувањето на 81 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Бројни делегации на владата, општина Прилеп, Собранието, Арама, Сојузот на борци оддадоа почит на Методи Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу и могилата на непобедените. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски истакна дека очекува поддршка од владата за новиот закон за фондации и издруженија, со кој што треба да се регулира кој може истите и како да ги регистрира, за да не доаѓаат непријатни ситуации како со бугарските клубови кои што носат имиња на соработници на фашистичкиот режим. И не треба на тоа да гледаме онака како што власта не тера да гледаме, туку треба да гледаме онака како што е вистината. А вистината е дека за време на Втората светска војна бугарските фашисти извршиле злостор на територијата на денешна Македонија, а македонскиот народ се обединил и го поразил тој злостор. И македонскиот народ веднаш после Втората светска војна бил на вистинската страна на историјата. Така и денеска, така ќе биде и во иднина. Градоначалникот Борче Јовчевски рече дека точно пред 81 година, токму од Прилеп започнал нашиот поход за осамостојување и создавање на самостојна независна држава и дека во овие моменти треба сите да бидеме сплотени за да ги зачуваме националните интереси. Изминативе години наидовме на големи препреки, осиромашени и навистина поминати низ сите невремиња на болести и економски кризи, а во ова време сме сведоци на големата енергетска криза, која што мора храбро и смело да ја надминеме. Историчарите порачуваат дека НОП е продолжување на континуитетот на голем број генерации македонци за создавање на своја собствена држава и токму затоа никогаш не треба да се заборави ова дело. Партизаните од цела Македонија во суштина го продолжиле револуционерниот од на револуционерите од илиденскиот период, како и го оствариле стремежот за борба, за слобода и за самостојна Македонија, на многу борбени генерации кои во минатото креале разни буни и востанија. Секако во тој контекст би го споменале првиот Илинден од 1903, вториот Илинден од 1944 и третиот Илинден кој што се случи 1991 година со референдумот со која што се прогласи Република Македонија за самостојна и независна. По повод празникот 11 октомври, денеска во Прилеп се одржа изложба на олтајмери и тюнинг кар шоу во центарот на градот, на која учествуваа огромен број автомобили од цела Македонија.